Поранешните директори на Агенцијата за спорт Каевски и Мојсовски, кои се обвинети со уште 10 други за злоупотреби за доделувањето спортски ваучери, ке викаат на суд професори од правниот факултет за да докажуваат дека не направиле ништо незаконски. Пред судот се изјаснија дека не чувствуваат вина, иако обвинителството ги гони дека направиле штета на државната каса поголема од 5 милиони евра. Професорите Нанев, Давидковски, Лажетик ги предлага одбраната да сведочат, но во својство на што, прашува обвинителката Раичевиќ. Забележувам нови имиња на сведоци од типот на професорот Лазар Нанев е предложен како сведок, Гордана Лажетиќ професорката, професорот Давидковски, а немам околности на кои што тие треба да сведочат. И затоа побарав да ми се образложи зошто се повикани овие и зашто, дали се тоа стручни лица, дали се тоа технички соработници, дали можеби на некаков начин се инволвирани во постапката. Прво обвинетиот Дарко Каевски со лонгета дојде на суд откако првото рочиште се одложи поради домашното лекување по операцијата што ја имал. Неговиот бранител, експортпаролот на СДСМ Петре Шилегов, побара додека е во ваква состојба да не се јавува секој понеделник во судот како мерка на предпазливост која му е одредена. Имајќи ја предвид здравствената состојба на обвинетиот Дарко Каевски и отежнатото движење во последните 3 недели, додека ја носи лонгетата, барам од судот да го ослободи во наредните 3 недели од обврската да се јавува секој понеделник. Адвокатот Туферкџик, кој застапува тројца обвинети, вели не слушнале ниту еден аргумент на што се темели обвинението. Членовите на Централната комисија немале ниту можност да ги сторат кривичните дела за кои ги товари јавниот обвинител, бидејќи тие биле административно-технички орган. Според трето обвинетиот Даниел Димевски, обвинителката Раичевиќ сеела обвинителска магла, наместо да ги обелодени вистинските виновници кои правеле злоупотреби со ваучерскиот систем. Како исчезна конкретните лица пријавени за злоупотреба на ваучерскиот систем, кои што барале проценти, кои што добиле проценти, кои што се звучни имиња и како одеднаш овој предмет се преврти во нешто сосема друго. Според обвинението по претходна иницијатива на антикорупцијска Дарко Каевски, Наумче Мојсовски и уште 10 други се обвинети дека не ги испочитувале критериумите и правилниците за доделување ваучери со што направиле штета од над 5 милиони евра.